Здраво дечки, денес возам мини Countryman. Знам дека сите започнуваат дека мини веќе одамна не е мини, тука е Макси. Се согласувам, но ова за мене е до сега најдоброто мини. Првично дизајнерски мора да истакнам дека мини Countryman изгледа баш онака како што треба. Ги има задржано сите традиционални елементи и плюс изгледа модерно баш како што очекуваме за еден нов автомобил. Сите елементи кои што го карактеризираат мини по она што е препознатлив, ги има задржано, ги има малку преработено, изгледа доста поинтересно, впечатлив е она што е најбитно на улица и она што мене ми се допаѓа особено на задниот дел, што изгледа малку по-луксузно овој пат, потсетува малку на Range Rover, на Rolls Royce, дури со овие странични тука додатоци на стаклото, изгледа како Land Rover Defender. Интересни детали кои што имаме многу време и многу елементи кои што треба да ги спомнеме, но она што е видливо е дека Mini Countryman е значително поголем и изгледа помасивно, а тоа е потребно бидејќи и треба да биде попрактичен, сепак е ова едно фамилиарно возило. А сега да видиме што е тоа практично. Значи само јас можам да бидам ваков баксус на сред снимање почна да врне, но најдовме решение и сега да го видиме багажниот простор. Може да се отвори со кик, што некој пат успеам да го најдам каде, некој пат не, но као сега, ако не можете да го погодите, имате едно копче тука или можете директно од клучот да го отворите автоматскиот багажен простор, кој што нуди 450 литри багажен капацитет, што не е нешто драстично многу повеќе од претходната генерација, не е ни најголемиот багажен простор во својата класа, некаде во средина, но 450 литри багажен капацитет сметам дека се сосема доволни за едно фамилиарно возило, за едно семејство кое што сака да отиде некаде на патување, доволно да можете да поставите неколку куфери. Под оваа даска имаме една така поголема остава дополнително, кој што е супер практично и можете да искористите да поставите неколку работи, не можете оваа даска да ставите, не е толку голема. Имаме уште неколку остави од страна. Ми се допаѓа што даската нема преголема висинска разлика со ивицата на браникот, што не го отежнува товарањето и стоварањето на потежок багаж, бидејќи инаку може да го изгребеме браникот. Во овој случај не. Имаме куќи за качалки, што не можам да разберам една работа. Зошто овие куќи се волку блиску една до друга ставена, нели би требало едната малца погоре за да можете да си играте поише? Веројатно, нема врска. Тоа е со багажниот простор, сега одиме внатре, за да видиме овој поголем изглед на мини, дали нуди поголем комфор позади. Овде, прво што мора да се каже на што се приметува дека стварно многу убав интериер, бојава на кожава, самиот дизајн на седиштава со сите овие додатоци, дури и името мини да се акцентира за што станува збор, стварно многу убаво. Мора да истакнам дека и овој материјал тука на вратите што го има низ целиот интериер, што го прави Mini Countryman малце поуникатен, многу ми се допаѓа. Да, ќе го коментираме дали е практичен, дали ќе трае долго, но едноставно е многу убаво и дава една многу убава атмосфера тука позади, особено и рачки кои што ги има и напред се многу практични, многу фенси шменси, но ајде друга работа, практичноста, целиот овој покоцкаст дизајн, што возможува, огромен простор над главата, огромен простор за нозете, стварно еден убав, комотен, голем простор тука позади, што кој ќе направиме сума сумарум дека мини не е веќе мини, нели, туку е Макси, ова ви го менува целиот концепт, бидејќи овде кажувате, па да, устари, ако беше мини, ќе немав доволно простор и ќе се жалев на тоа, нели? А вака уживате едноставно во овој цел комфорт. Ми се допаѓа што нозете можете да ги спуштите под седиштата и да имате уште по-комотна седечка положба, што стварно е многу удобно тука. Дополнително на сето тоа, можете седиштава да ги подместувате напред-назад, а со тоа ја возможувате и поголем багажен простор позади, или на оваа врвца тука да ги, само дали ја потегнав убаво, можете, ајде мини, не ме зезе сега, ете го, можете наслона да го носите како што вас ви одговара и да стварно да имате дополнително поудобна седечка положба. Овде имаме еден наслон за раката со две остави за шишење, што е супер кул, Isofix куки кои што лесно се стига до нив, лесно се поставува детското седиште. Висок тунел, но не така широк, што значи ако седнам тука во средина,
Прва работа, ми се допаѓа што средното седиште не е така поиздигнато од останатите две, што значи дека можам да имам стварно убава вожња, односно сите тројца да имаат убава и комотна вожња. Можете нозете да ги ставите покрај тунелот, не можете од озгора бидејќи нема доволно простор, но има доволно простор за останатите 20 патници да не се буткате. На средниот дел тука имаме 2 USB Type-C порта и остава една поголема остава, кај што мислам дека може да се овери и 2 телефони. А сега се префрлуваме напред. Nice! Very nice! Интериерот стварно многу убав, многу уникатен, многу поразличен. Баш она како што треба да изгледа едно мини, како што кажав надвор, така и тука задржани се сите традиционални моменти кои што го обликуваат мини, како што е мини, како што го знаеме. И повторно изгледа модерно, современо, баш онака како што треба. Мора да го истакнеме овој материјал тука, кој што, нели, кога ќе влезете внатре, прво го гледате тоа, изгледа стварно многу интересно, поразлично и знам дека прва работа што ќе ви текне, чекај Кирил, дали ова ќе биде практично, дали ќе се скине материјалов, дали ќе се оштети. Искрено и јас истото го помислив кога го видов првиот пат во салон, но кога ќе почнете да возите, кога ќе почнете да истражувате малку повеќе за целиот интериер, сватите дека овој материјал е таков материјал кој што многу лесно се чисти, лесно се валка, но и лесно се чисти. Второ, никој пат нема ти дојде да ставиш раката вака висока за дојде момент до кинење или до оштетување на облека или не знам што друго да ви текне. Едноставно избегнете тој момент бидејќи имате доволно простор тука и нормално треба да се фокусирате на воланот. Но пак ќе кажам, ми се допаѓа целиот интериер, практичен е, од друга работа многу гениална идеја на мене бидејќи избегнале да даваат скапи трошоци за гумираните пластики, бидејќи тука реално стварно не ви треба гумирана пластика, кој ќе чепка тука да види дали е меко, мислам нема потреба. Второ, на другиот дел е поставен овој материјал што го избегнале повторно тој трошок, а сепак изгледа многу убаво, многу квалитетно, премиум пред се и да, едноставно се истакнуваат многу повеќе со ова. Но не може друга работа да се избегне тоа екранот кој што е задржан истата форма од класичното мини, но ова е модерен дизајн кој што целиот е тач, целиот е функционален. Второ, немаме огромни екрани да ви пречат при возење, стварно многу интересно го направиле целиот систем мини, многу е практичен, многу е респонзивен. Во одредени моменти знае да подзакочи, имате опција да го поврзете со Apple CarPlay и Android Auto. Меѓу нас Apple малце боле функционира и малце поубаво изгледа, бидејќи мора да биде коцкаста форма тој систем, бидејќи не може да се поврзе со овој окружен елемент. Но можете да одбирате неколку различни опции за изгледот како што сега ми е за Classic Mini. Тоа го правите тука преку овие авионски копчиња кои што се задржани повторно од Classic Mini и имате неколку за избирање, тука е за стартување на моторот, менувачот, кој што искрено се функционални копчињава. Ми фали да има уште едно копче за клима уредот, бидејќи некој пат кога возам, бидејќи се е преку тач екранот, не точно прецизирам до која температура сакам да го наместам. Од друга страна, тука имаме бежичен полнач со една остава, уште една голема остава дозола, 2 остави за шишиња, тука уште една слободна остава. Овој додаток е cool, кој што е брендиран на мини нормално, и тука имаме уште една остава, сметки, таа не интересира, една голема остава, односно наслон за раката кој што се движи напред-назад, за жал не се отвара, сметам дека можеле го направат да се отвара, 2 USB порта и со Type-C, 12 волтен приклучок за струја, воланот кој што изгледа како со 3 краци, уствари реално е со 2 краци, тука е поставен уште еден материјал сличен на овој кој што му дава уште еден посебен шмек и вау, стварно многу комотни седишта и сега може да продолжиме да возиме. Освен една работа што мора да потенцирам, овие отвори од вентилацијата толку се елегантни, толку убаво функционираат и изгледаат, браво за мене. Да, амбиентално светло кој што се проектира од тука, уште еден кул момент, се проектира од тука, нам се става дополнително светло внатре, изгледа убаво и амбиентално светло секаде кој што сега за жал не можеме да го видиме. Сега може да почнеме да возиме. Сега веќе дојдеме до последниот момент кај што треба да најдеме заклучок зошто и дали ова е најдоброто мини до сега. Ќе скратам, да, дефинитивно според мене ова е најдоброто мини до сега.
Зошто? Ајде прво дизајнерски, внатре и надвор видовме дека традиционалните вредности се повторно задржани, но се направени во еден одличен современ дизајн кој што одговара на денешницата, онака како што бараме, како што сакаме, како што ќе трае многу подолг временски период без да застаре целиот овој дизајн. Од тој аспект, да, ова е најдоброто мини. Од аспект на практичност, мини не е мини, тука е макси, апсолутно таа теза е и точна, но и не се согласувам делумно, бидејќи не можеме да бараме во денешницава мини возило, дизајнерски, односно пропорционално да биде баш така мало, а повторно биде практично. Тогаш ќе имавме еден тон замерки зашто е ова вака, зашто нема место за нозе, зашто нема место за глава. Така да од тој аспект апсолутно овие димензии се феноменални, бидејќи имаме одлична практичност. На крајот на денот тоа го бараме. Од аспект на возња, Mini Countryman има неколку особини кои што многу ми се допаѓаат. Мора да разбереме за каков тип на возач е наменет овој мини. Едноставно ова е фамилиарно возило кој што не секој ќе бара спортски картинг моменти по кој што е препознатлив мини, иако имате многу добра стабилност и многу добра контрола зад волан. Нормално високо возило е, мислам, не можеме да одиме против гравитацијата, високо, широко, долго, нормално е дека се клати. Возилото е прилично стабилно во кривини, но нема да му дадам голема замерка на сето тоа, бидејќи, пак ќе кажам, ова е фамилиарно, високо, практично возило, за кое што не е наменето вие да се тркате со него. И од друга страна, многу е мек. Многу е мек. Она што реално го бараме за едно фамилиарно возило, сакам да биде убав, комфорен и сите овие дупки во нашава држава да ги поминува елегантно, како што тој го прави. Стварно многу меко. Дали е до седиштата, дали е до самата воžња или до двете, како и да е, мини се брка работата феноменално. И сега во поглед на перформанси под хауба, тука имаме средниот пакет, 2.0 дизел мотор со стварно многу добри перформанси кои што изненадувачки. Искрено првиот пат не можев ни да разберам дали е бензин или дизел, од причина што е многу тивок, многу добро работи. Ќе кажете, чекај Кирил, ама тоа е веројатно дизолацијата внатре, не го чувствуваш? Да, но и од надвор е доста тивок. Доста тивок, доста убаво работи, доста жилав мотор. Имате неколку мода од Experience системот да одберете, како Go-Kart, како сега Classic тука, кај што имаме различни моменти на респонзивност на педалите и на самиот мотор, и тоа се чувствува. Така да за оние кои што сакаат малку поагресивно возење, можете си дозволите, но пак ќе кажам, ова е едно фамилиарно возило кој што не е наменето да се тркате со него. Но е жилав мотор, стварно многу моќен, доволно моќен за да не почувствувате во ниту еден момент недостаток на перформанс. Сега вие ќе си кажете, чекај маце, да не си пристрасен. Дел од вас можеби знаете дека го сакам мини како бренд. Имав мини, се каам до ден денес што си го дадов минито, планирам да се вратам, дали повторно ќе биде на Mini Cooper или ќе биде на Countryman, ќе видиме, ама ниту се доближувам до мини салонот. Благодарно што ни го дадоа на тест Countryman, но едноставно ова го кажам стварно онака како што го мислам. Вози феноменално, нуди добра потрошувачка, 2.0 моторов е жилав, во моментов покажува 7 литри потрошувачка, што е добро, но искрено мислам дека кога имам малку подолг период, бидејќи кратко време се дружиме со него, на подолг период сметам дека можам да му спуштам потрошувачка околу 6,5-6,7 максимум да кажеме, што е одлична потрошувачка, инаку станува збор за хибрид погон. Не е класичен хибрид, не е ни класичен mild хибрид, нека интересна комбинација, ви дозволува коустинг момент во одредени моменти. Океј, не е се идеално, има неколку критики, не сме сите совршени нормално, но она што го приметив еве конкретно кај хибридниот момент е дека во одредени моменти се гаси кога не ви треба, еве пример кога станува збор за катна гаража, кога се качувате нагоре, имате момент се
вклучува на струја, ќе дојде до горнина, се вклучува дизел моторот, повторно се гаси, повторно се уклучува. Тие моменти само така знаат да варираат. Од друга страна, баш поради хибридниот момент во тргни застани гужвите, кочницата знае да биде малку пореспонзивна од она што вообичаено сме навикнати. Ствар до навика е, но во прв момент знаете така да се закочите малку по-храбро, по-машки и да се извадите од така што се случи сега, но стварна навика. Друга работа е што, како што кажав, екранот, дури да дојдете особено до одредени моменти околу климата, бидејќи нема шорткат копчиња, знае да биде малку така нервозно, бидејќи како сега, кога врне, ќе ви се замаглат стаклата, сакате брзо да ги изгасите и имате одредени моменти додека притиснете, па најдете, па да отворите. Тоа е едната критика, инаку системот работи феноменално. За ви кажете, чекај малце Кирил. Видов екранот, супер, практично се, ама дали кога возиш, цело време треба да гледаш таму за да ги добиеш сите информации. Тука ги имаме дефинитивно сите информации што ви требаат. Радарска контрола, брзина, сите сказалки, километража, се, буквално се. Но, ми ни направили уште еден гениален потек според мене, што поставили еден head-up дисплей, не е новитет, но на овој голем head-up дисплей ги имам, дури го имам истиот дизајн од тука, го гледам напред, ги гледам сите потребни информации за возачот, радарска контрола, километража, гориво, моќ, навигација, радио, се што ви треба, буквално се што сакаш да гледаш, можеш да си гледаш од тука без да губиш време и концентрација да го гледаш овој голем екран тука. Така да, браво за head-up дисплејов, многу практичен момент, многу ми се допаѓа што не е нарушен дизајнот и ви имате одлични контроли, безбедносни контроли. Од друга страна, безбедносните контроли кои задржување во лента, автоматска кочница функционираат феноменално. Од друга страна, да, конзистентни се, супер се, окей, но од друга страна ми се допаѓа што ако прекорачам некој пат 1 километар на дозволеното, што ни се случува, или ќе престигнете малце, морате да надминете. Не е досаден да титка нервозно, да каже ало што направи. Титка предупредува, го приметувате, нормално знаете дека треба да се вратите на дозволеното. Така да културно, елегантно е сето тоа направено, мини многу добро се движи кон тој премиум сегмент кај што имаат таргет поставен. Да, целиот тој премиум сегмент има и малку повисока цена, што е многу нормално, но на крајот на денот сите возила толку многу поскапа во последниве неколку години, што целото тоа го коментираме, тешко дека ќе се вратат во нека вредност како што биле пред 10-20 години. Материјалите одат поскапо, сега да не објаснуваме, сите знаеме на што оди целиот тој муабет, но почетната цена и моменталната тест цена на ова возило ги гледате доле. Нормално посетете го нивниот салон за да видите што се друго нудат мини во својата понуда, што се друго можете да ставите вие како дополнителна опција. Има стварно убава опрема. Јас сум фасциниран, пак ќе кажам, не сум пристрасен, ниту пак сакам да се доближам, јас сум фасциниран од Countryman, ретко ми се случува да имам возило на тест и да немам толку клучни, негативни критики кон одредено возило. Стварно, јас се заљуби во мини, за мене ова е најдоброто мини до сега. Може би ми фалат одредени елементи во целава опрема, би сакал да имам електрично подесување на седиштата. Ми фали искрено. Лопатки не ми фалат, иако одредени ентузијасти ќе кажат чекај зошто немам лопатки па да си играм јас со брзините. Менувачот се бркат долу на работата, немате потреба околу дополнителни лопатки. Мислам, сепак ова фамилиарно возило, да не се вртиме околу истата приказна, фамилиарно возило кој што немате потреба околу такви возни карактеристики и вау, да, мек, она што е најбитното, мек, уникатен, поразличен и современ и со традиционални вредности. Браво!
Многу добар пакет, многу добра комбинација. Браво за Мини, браво за Countryman, фала ви што ни изгледавте, направете subscribe ако нема тоа сега направено и се гледаме наскоро и се надевам дека наскоро ќе имаме уште некој Мини на тест. Пишете во коментар што сакате ви да видите, дали сакате некој друго Мини повторно да видите на тест. Чао!